Македонија нема капацитете за онлайн учење, алармира универзитетскиот професор Орце Симов за Алфа. Крахот на националната платформа не треба да биде изненадување, вели тој. Доказ за тоа е што наместо на платформата, учениците првиот училишен ден има само класен час преку Microsoft Teams. Имаше и такви што не успеа на ниту еден начин да се приклучат на онлайн час. Голем проблем ти представува интернет капацитетите на училиштата. Доколку во едно училиште 60 наставници во паралела треба да предаваат и предавањата се одвиваат во видео формат, за да учениците може да гледаат, а за едно предавање во просек е потребно 0,5 мегабита во секунда, вкупниот аплинк на училиштето треба да биде 30 мегабита во секунда. Не верувам дека училиштата располагаат со такви интернет капацитети. Неколкудневната обука на наставниците за работење на платформата не беше доволна, вели професорот Симов. Според него, тоа дополнително го комплицира процесот за учење на далечина. Освен што стотици ученици и наставници, школската година ја дочекаа без компјутер и училиштата се соочуваат со недостаток на соодветни IT уреди. Овде влегува и компјутерската опрема и опрема за видео и аудио снимање кои треба да ја користат наставниците при предавањата. Таква опрема треба да има секој наставник. Исто така, во оваа компонента се вбројува и опремата која треба да ја има секој ученик за да може да ја следи онлайн наставата. Во моментот на лагер во компјутерските компании кои продаваат лаптопи, многу тешко може да се најде лаптоп на лагер. Според IT инженерите, спасот сега за сега е онлайн наставата да биде преку Microsoft Teams. Дали и кога комплетно ќе профункционира бомбастично најавуваната национална платформа за учење на далечина, останува времето да покаже.